Комуникацијата е психолошка потреба. Кога човекот ќе ги задоволи сите своји биолошки потреби, неговите психолошки потреби стануваат важни. Доколку не ги задоволи своите психолошки потреби кај човекот, тоа повратно предизвикува тешкоти и во задоволувањето на биолошките потреби. Денес во приказна ќе говориме за комуникацијата. Многу е битен затоа што невербалната комуникација е тој невидлив елемент кој е многу битен во комуникацијата, бидејќи многу пати преку невербалната комуникација се праќаат и пораките. Несвесни сме, бидејќи на многу нивоа се комуницира невербално, и несвесно ја пренесуваме пораката во, например, кога има криза. Може да приметите дали некој е лидер или дали некој е под притисок на кризата кога дава изјава, во зависност од тоа каква гестикулација, например, користи. И многу битен елемент. Сите три, психолошки, затоа што подсвеста е многу важна работа кај сите од нас, несвесно си носиме некои психолошки бариери кога комуницираме, како ќе кажеме, дали имаме самодоверба, дали немаме самодоверба. Физиолошки најчесто се однесуваат на трема и на стравот. Например, човек кој никогаш не бил пред камера, кога ќе треба да изјава, има страв од тоа како ќе биде, а физичките бариери е најчесто кога имаме шумови во комуникација, тоа во комуникацијата го учиме, односно кога, например, звук нема, слика има или обратно, што најчесто се случува кога правиме интервјуа за наши клиенти. Во нашата комуникација, тоа сега после ковидот е со Zoom конференцијата или онлайн, кога имате состанок, може да се има физички бариери. Проблеме, затоа што социјалните медиуми стана еден вид на вистински медиуми. Се почесто кризи се случуваат на социјалните медиуми и ако, како што кажав, ако не слушате што има другата страна да каже, најчесто се случуваат големи проблеми во комуникацијата и треба како луѓе пред се да слушаме што сакаат од другата страна да ни кажат. Социјалните медиуми пак имаат една добра работа што порано ако компаниите давале одредени ставови или кажувале одредена работа во јавност, а при тоа немале фидбек, сега имаат вистински фидбек и може да видат дали нешто прават како што треба или нешто треба да модифицираат и да изменат. Нема шанси. Ако немате емпатија, подобро не работите оваа работа, бидејќи емпатијата дава една тежина во комуникацијата, затоа што ние сепак работиме со брендови, работиме со луѓе и ако не сте емпатични, подобро да не се работи оваа работа. Дури ако можете да приметите во последните години и големите менаџери имаат доста елементи на емпатични тонови во своите говори, сватија дека луѓето сакаат да видат компании и брендови кои на некој начин изразуваат чувства преку своите пораки. Од моето искуство нема да споделам пример, бидејќи не сакам да откривам, но како пример ќе го дадам Барак Обама. Често на моите студенти им раскажувам како пример за добар говорник, затоа што ако може да приметите во неговите говори има многу невербална комуникација. Покажувањето со гестикулацијата, користење на рацете, положбата на телото, сето тоа си дава одредена порака на смиреност, на праќање на пораки на одреден начин, значи врвена. И како втор политичар што можам да го одвојам е Ангела Меркел. Пред се да слушаат, да се интересираат, да бидат љубопитни, да прашуваат доста, да имаат емпатија, го споменавме како момент, и најважно од се е да сватат дека оваа работа секој ден, тоа на сите им го зборувам, секој ден е различен, ниту еден ден не е ист и тоа прави убавината на оваа професија. Добрата комуникација е крвоток на секој добар однос, професионален, деловен, личен, пријателски, колегијален. Не постои друга вештина освен комуникацијата што може позначајно да ги зголеми вашата ефикасност. Еве што во таа насока ви откриваме денес во приказна. Комуникацијата може да биде вербална, но и невербална. Ние не може да не комуницираме. Дури и кога молчиме и избегнуваме контакт со очи со други лица, испраќаме порака. Алберт Мехрабијан ја изнесе тезата дека конечниот прием на пораката при комуницирањето се состои од 55% невербална комуникација, 38% од звукот на гласот и само 7% од содржината на исказот.
Невербалната комуникација е всушност оно што ни помага полесно да ги изразиме нашите емоции, нашето моментално расположение и нашите ставови. И таа најчесто се изразува преку говорот на телото, движењата на рацете, нозете, самото тело, изразот на лицето, гестикулацијата, погледот. Тука би ја споменала и облеката, боите кои што ги користиме, додатоците на себе, како и просторните и временските растојанија во комуникацијата. И ако видиме дека одредени истражувања ни покажуваат дека стварно таа е голем влијателен фактор во меѓусебната комуникација, со тоа што заклучиле дека 7% од комуникацијата припаѓаат на зборовите, односно на нивното значење, 38% припаѓа на висината, јачината на тонот, на гласот, тишините кои што ги користиме, а додека пак 55% припаѓаат на невербалната комуникација, тогаш можеме да заклучиме колку таа навистина е една многу влијателна, една многу моќна комуникација, која што е помалку намерна, помалку контролирана, многу полесно можеме да ги прочитаме емоциите на другата страна, да ја сватиме нивната внатрешна состојба, така да треба да го искористиме тој момент во секојдневното комуницирање и не можеме да ја гледаме одделно вербалната и невербалната комуникација за да ја добиеме нели пораката во една целина. Вербалната комуникација е процес на комуникација со користење на говорен јазик, и тоа како усна комуникација или писмена комуникација. Секој јазик содржи свој систем на значења, како и граматички правила кои ги дефинираат правилата за градење на исказ. Невербалната комуникација во целокупниот комуникацијски процес зазема значајна улога. Според некои мислења, таа е застапена дури и во 70% од целокупниот комуникацијски тек. Многу често сведочиме дека, како велиме народски, не ни штима нешто некој што кажува, а не сваќаме зошто. Заради тоа што неговиот говор на тело, неговите мимики, гестови не се согласени со тоа што ни го зборува. И втората работа, според сите статистички истражувања, 2/3 од луѓето стекнуваат перцепција според нашата невербална комуникација. Која е практичната примена или совет? Секогаш нешто кога зборувате или кажувате, снимете се и погледајте го без тон. Гледате само што говорот на тело, гестикулацијата, движењето кажува и дали тој човек, односно вие гледајќи се потоа во снимката, сметате дека оддава поддршка, оддава доверба, оддава почит и дали навистина добро комуницираме. Така што невербалната комуникација е многу важна, особено биде во согласност со вербалната. Вербалната комуникација, како и емотивниот тон со кој нешто се соопштува, го сочинува остатокот во една комуникацијска секвенца. Тоа лесно се забележува во меговите кога вербалната порака не е усогласена со невербалната. Понекогаш при комуникацијата може да се случи и конфликт. Ако се доведеме ситуација на конфликт и продолжиме да комуницираме, ќе изгубиме разум и почит, бидејќи веќе не размислуваме ние со умот, туку размислуваме веќе со импулсивноста. Така што ако се доведеме во конфликт, не може да се избегне, подобро да го избегнеме и си отидеме од конфликтот, бидејќи ако останеме, ризикот е тој да кажеме работи што не сакаме, да ги кажеме, или да ги кажеме начин што не сакаме да ги кажеме, или пак постои една анегдота, вели да не се шалите, нема да си го кажеме оно што навистина го мислиме. Така и во конфликтите, некогаш можеби и кажуваме работи што зацкриено не би ги кажале во друга ситуација. Но не верувам во разумна комуникација во било каков конфликт. Совет број 1, избегнувајте конфликт, а ако веќе дојдете до тоа, отидете си од конфликтот. Луѓето не се секогаш свесни дека говорот на телото може да биде поискрено од вербалните изјави и дека ни својата невербална комуникација ни зборуваат без зборови. Таквиот говор ни покажува кога некој се чувствува пријатно или непријатно. Невербалната комуникација може да се надгради. Низ годините на развој, луѓето се програмирале автоматски да реагираат на одредени ситуации. Кога се во прашање емоциите, тогаш лицето станува одраз на нашите мисли. Невербалната комуникација на соговорниците ги одразува ставовите, емоциите и состојбата на умот, а ја сочинуваат вокалната интонација, висината на гласот и јачина на говорот, ритмот и време, тишина, личен простор, говор на тело и тоа преку положба на телото, движење на главата, движењето на очите, контакт со очите, изразите на лицето, па дури и прозевањето. Тишината некогаш зборува многу повеќе, комуницира многу повеќе отколку зборот. Снижениот и повисокиот тон, ако добро се подесат, и тоа како можат да привлечат внимание со тоа и да направат добра комуникација и да оствариме некоја наша цел или да оствариме добра комуникација, независно дали е тоа во секојдневие, во работа и слично.
Така што играат улога и добрите комуникатори, добрите луѓе кои што учат и се усовршуваат како да комуницираат, всушност многу добро ја гледаат и вежбаат фреквенцијата, висината на тонот, па и тишината, кога да се употреби како. Перцепцијата на луѓето понекогаш води до недоразбирање. Не можеме да ги гледаме недоразбирањата одвоени од процесот на комуникација и не можеме да кажеме дека нели сите работите можеме да ги гледаме од една иста гледна точка, од една иста перцепција. Секој си ја гледа реалноста на свој начин и токму поради тоа сите една иста порака, сите различно можеме да ја протолкуваме. За да не ни се случува тоа, треба пред се да бидеме отворени во комуникацијата, да бидеме што повеќе јасни и едноставни во пренесувањето на пораките за да го намалиме влијанието на недоразбирањата. Исто така треба да активно да го слушаме соговорникот за да до крај ја откриеме пораката во целина. Од друга страна, треба да ги разбереме добро вербалните и невербалните пораки, кои што ние ги применуваме и другата страна исто така ги применува и да правиме соодветна координација помеѓу нив. Многу важно ни е повратната информација, која што ќе ги намали недоразбирањата преку поставување на прашања и давање на уште појасни одговори. Дигиталната комуникација носи нови предизвици. Дигиталната комуникација или електронската комуникација ни носи и позитивни и негативни предизвици, но ни донесе и многу промени кои што реално ги прифативме. Таа ни дава можности за глобално поврзување, еден нов вид на конекција во меѓусебната комуникација и други дигитални можности, но од друга страна во склоп на дигиталната комуникација недостасува нешто што е многу важно. Таму недостасуваат емоциите, недостасува невербалниот говор, недостасува да ја почувствуваме довербата која што имаме кон другата страна. Недостасува некогаш интонацијата на гласот, динамиката во зборувањето, за да ја имаме до крај довербата во зборовите и сигурноста во пораката што се пренесува. И тоа представува сериозна пречка која што нели може да не доведе до заблуда зашто не би ја користеле дигиталната комуникација. Дали ќе бидеме подобри или не, зависи од тоа како ја користиме електронската комуникација. Можам да забележам дека кај помладите генерации тие се родени во една дигитална ера каде што дигиталната комуникација им е секојдневие. Кога тие ја користат, многу полесно се изразуваат вербално, писмено, електронски, но кога ќе се соочат со реалноста да треба говорно тоа да го принесат, тука се јавуваат недостатоците. Затоа треба да се размислува добро дали секогаш електронската комуникација ни е соодветен канал за пренесување на порака, за да ја постигнеме целта што сакаме да ја постигнеме во комуникацијата. Па јас сум поборник дека комуникацијата е комуникација, независно дали е во живо или дигитално, секако дека комуникацијата во живо си има своја магија, си има своја блискост, има други сетила кои што се активираат при таа комуникација. Меѓутоа, ако знаеме дека дистанцата денеска не значи ништо, континентите, далечината не значи ништо токму заради дигиталната комуникација, мислам дека не е илузија, тука е напротив реалност. Но, ако постои кај дел од луѓето, особено кај некои млади и деца, илузија дека она што се случува дигитално е различно од комуникацијата што треба да имаме и начинот во живо, тогаш можеме да дојдеме до проблем и таа илузија може да значи и трагични последици, таа илузија може да значи и погрешно поведение, па дури трауми кои што понатаму би можеле да се лекуваат. Светот би бил совршен доколку комуникацијата би функционирала на начин со кој пренесувањето информации би бил без грешки, емотивни содржини и лични перспективи. За жал, мораме да се бориме со несовршен систем кој содржи значителни можности за дефекти или бариери во комуникацијата. Комуникацијата е клучот за подобро општество. Промената треба да почне првенствено од нас самите, од себе си, затоа што сите ние сме поединци кои што ја прават целината на ово општество. Зошто е важно да комуницираме од најрана возраст, уште практично со самото раѓање, првиот плач на некој начин јазик преку кој комуницираме? Да, токму така комуникацијата ни е начин на живот, зашто е важно да комуницираме, па целиот наш квалитетот на нашиот живот всушност зависи од квалитетот на нашата комуникација. Квалитетот на нашите релации се влијат и се одразуваат на квалитетот на нашиот живот. И навистина е важно да не само да комуницираме, некако го земаме здраво за готово, нели, па секако дека знаеме се за комуникација, нели, имам
уши, имам уста, знам говор, знам јазик, меѓутоа некако често знае да се случи да се најдеме заглавени во комуникација со другите, да она што сакаме да го искомуницираме не легнува на другата страна како што сме сакале или очекувале, да заглавиме и со самите себе и некако дознаваме дека има многу повеќе работи и некои скриени динамики под површината, што ја чинат комуникацијата да биде или добра комуникација, ефективна комуникација, или нешто што можеби и не е толку конструктивно и понекогаш води кон штетни ефекти за себе, за другите. И во таа насока многу ми се допаѓа фразата на Џорџ Бернард Шо, што вели најголемиот проблем во комуникацијата е илузијата дека истата се случила. Што значи тоа што ние имаме нешто да кажеме, тоа што ние имаме нешто да покажеме, не значи дека другата личност го примила, не значи дека другата личност ќе поверува, не значи ни дека другата личност ќе делува по тоа. И некако и самата имав доста предизвикувачки ситуации во минатото, за кога мислев исто дека знам добро да комуницирам. И некако научив низ животот, најдов на некои прекрасни методологии, дел од нив, поголем дел ги застапувам и денес во мојата работа, во моите обуки, дека значењето на комуникацијата го дава соговорникот, не ние. И во таа насока јас ќе се надоврзам колку е важно да го знаеме јазикот, односно да комуницираме на истиот јазик и да се разбереме при тоа во таа комуникација. Ние немаме друга алатка освен нашиот говор. Нашиот говор да изразиме она што внатрешно го чувствуваме, она што сакаме да го пренесеме на другата страна. И токму поради тоа свесноста за говорот, за зборовите, исто така многу важна. Најважно нешто во комуникацијата. Да слушаме, да бидеме свесни што слушаме, кои зборови ги слушаме, да знаеме како да ги отпакуваме. Зборовите и во бизнис светот работам доста со организации, со тимови, со деловни тимови, со луѓе од бизнисот, со лидерите. Зборот, говорот е единствена, би рекла, валута на сите бизнис трансакции. Од тоа што ќе излезе од нашата уста и како ќе излезе, на кој начин, зависи дали ќе се движиме кон подобри резултати, поефективни тимови, поефективна комуникација. Сушност целта на комуникацијата и тоа е, да се чувствувам добро, да се чувствува соговорникот добро и да води кон некакви резултати. И зборовите се голем дел и од начинот како ние комуницираме со самите себе си. Некако она што ни е во мислите, она што ни е во зборовите се подоцна искуството кое што го одиме. И ние може да не ни се допаднат резултатите што ги имаме во животот, може да не ни се допаднат и резултатите во комуникацијата. Меѓутоа, прашањето е секогаш како самиот придонесувам за тие резултати, нели? И секогаш можеме нешто да направиме по-различно, нели? Таа свесност за зборовите и што значат зборовите, да ги користиме со поголема свесност, да бидат повеќе усогласени, би рекла, со тоа каде сакаме да одиме во животот, какви резултати сакаме, зашто многу често не е тоа. Многу често едно мислиме, имаме нели намера, имаме вредности, имаме намера, несомнено добри намери, меѓутоа нешто друго комуницираме. Би сакала да го спомнеме оној дел кога нашето тело зборува повеќе, односно и невербалното е комуникација, и која што можеби ќе се разликува и ќе влијае на пораката која што сакаме преку процесот на комуникација да ја пренесеме. Сушност и истражувањата покажуваат, науката кажува дека 7% од комуникацијата се зборовите, што секако не значи било што да излегува од нашата уста, меѓутоа 93% е несвесна комуникација, односно отпаѓа на невербалната комуникација. Постојат пораки, постојат метапораки. Пораката е зборот, метапорака е како ќе го кажам тоа, што моето тело ќе покаже, што јас со интонација ќе кажам. И тоа е многу важно, бидејќи токму тие 93% невербалната комуникација даваат емоција на зборот, даваат значење на зборовите. И еден вешт комуникатор, еден влијателен комуникатор е свесен за пораката, односно за она мислење или кажи и покажи. Постојат пораки, постојат метапораки, и кога не е усогласена нашата порака со нашата метапорака, така легнува и кај соговорникот, нели? Тие ќе почувствуваат можеби дека окей, слушнав, ама не го чувствувам ова или не е важно.
И идејата е како да ги усогласиме тие компоненти, да бидеме прво едно со себе, нели, да знаеме, внатрешно да бидеме усогласени со пораката, зошто зборуваме нешто, што сакаме да кажеме, како сакаме другите луѓе што сакаме да знаат, што сакаме да чувствуваат, што сакаме да направат. Да ни биде нас јасно, да сме многу чисти во комуникацијата, ако ние не сме јасни, нејасно внатре, нејасно надвор, и да го кажеме и да го покажеме тоа. Имам впечаток дека многу се плашиме да признаеме дека имаме конфликт кога имаме комуникација, иако знаеме дека и во самиот процес влијаат многу фактори кои што може да го оневозможат пренесувањето на првичната порака до крајниот примач на пораката. Колку во таа насока е важно да научиме дека и во конфликтот може да се справиме ако имаме комуникацијски вештини, ако знаеме како да комуницираме во тие мигови. Да, многу. Мислам, тука има една многу повеќе работи од што јас ќе успеам сега да споделам во ова кратко време. Би рекла за конфликтот дека конфликтот е на некој начин обид за растеж, обид да се случи некаков развој. И сега треба да знаеме како со конфликтите. Прво примарно е да знаеме како да го решиме внатрешниот конфликт, нели? Инаку конфликтите се дел од секој систем. Практично нема систем во кој што не постои некаков конфликт на глобално ниво, на државно ниво, исто од системите од кои што сме дел, во нашите микросветови, така, семејство, работни тимови од кои што сме дел, и то конфликтот почнува и се случува и на ниво внатре во нас, во нашата неврологија, да кажем. И идејата е, јас секогаш почувам од себе и луѓето кои што доаѓаат на моите обуки, секогаш идејата е започне од себе. Ако имате искуство, ако имаме внатрешно искуство како ние да го решиме внатрешниот конфликт, тоа ќе знаеме како да го решиме и надворешниот конфликт. Друго е да знаеме како да управуваме со надворешните конфликти, бидејќи може да биде конфликт помеѓу колеги, може да биде конфликт помеѓу различни страни, можеби ние сме инволвирани во конфликт и конфликтот се случува кога ќе заглавиме во деталите. Оно што го викаме во мапите на реалност, нели? Нормално е дека сите имаме различни перспективи на една иста работа, не? И сите се во право и никој не е во право. Идејата не е да најдеме кој е во право, бидејќи такво нешто не постои. Едноставно можеби да тргнеме кон тоа која е мојата намера, која е твојата намера, која е вашата намера и да видиме како на ниво на намера, нели, ако сакаме име дека прво нема лоша намера, нема лоша вредност никогаш, можеме заеднички да тргнеме или да направиме нешто друго, да кажеме нешто друго за да се движиме кон таа цел. Затоа што конфликтите не можеме да ги решиме на исто ниво на кое што се создадени. Би сакала да споменеме и деловната комуникација како исклучително важна, која што може да го обедини или разедини тимот. Колку во таа насока се важни совладувањето на комуникацијските вештини и на процесите низ кои што тече комуникацијата, за да знаеме дека тоа што сме го кажале е сватено кај тој на кој што му го пренесуваме како порака на вистинскиот начин. Да, така е. Комуникацијата е клучна. Всушност и најголем дел од проблемите со кои што се соочуваат организациите, нивните тимови, се токму од комуникацијска природа. И има тука многу работи, има динамики, нели, во зборовите и во како се справуваат со емоциите, се она што е на некој начин бариера во комуникацијата, меѓутоа е суштински да научат лидерите, да научат луѓето, членовите на тимот да слушаат со поголемо внимание, да ги суспендираат своите предпоставки од кои што тргаат. Едноставно да бидат свесни дека мапата не е реалност, дека сите ние оперираме од свои модели на свет и тоа што мене ми изгледа правилно или јас имам одреден став, не нужно значи дека и мојот колега или соработник на ист начин ќе го гледа тоа и да си дозволат да учат од туѓите мапи, да си дозволат да станат љубопитни, нели? На кој начин за тебе е тоа вистина, на кој начин за тебе е тоа вистина, да учат да ги збогатуваат, нели, своите перцепции и перспективи и на крај повторно да бидат јасни околу тоа што сакаме да постигнеме, нели, бидејќи секоја комуникација ако немаме цел кај одиме може да се претвори како фудбалерите кога дриблаат со топка, ама не даваат голови, нели? Во која насока комуницираме? Зошто се собравме на овој состанок или овој која порака сакаме, со што сакаме да си заминат, како ќе знаеме дека имаме успешен состанок, кои 3 работи може би треба, значи бидат многу јасни во комуникацијата каде се движат. Ако не е јасна насоката, ќе има многу конфликти. Што правиме кога имаме ситуации во кои што некои од вработените молчат и на тој начин го затвараат тој процес на комуницирање? Свесноста треба да биде на сите страни, нели? Ако сум лидер на тимот и ако забележам таков тип на однесување, веројатно ќе сакам да погледнам што е под површината на сето тоа, нели?
И сега повторно како индивидуи ние исто превземаме одговорност, нели, да бидеме свесни дека тоа затварање не се случило туку така, нели, дека најверојатно постои, најверојатно туку сигурно, нели, постои внатрешен процес на мисли, ние имаме околу 10.000 мисли и емоции во денот и понекогаш ќе се закачиме на тие мисли и емоции. Така, например, да дадам пример, нели, може да се најде личноста на состанок и да има најдобра намера да контрибуира, бидејќи тоа е вредност, нели, да испочитува, да контрибуира, да сослуша. Меѓутоа, ако се случи на тој состанок да се почувствува потценета или намалена од другата, од соговорникот, да кажеме, одлучува да инстантно ги носиме тие одлуки, да се затвори, да ја прекине комуникацијата. И тоа е сиромашна комуникација, нели, дефинитивно треба да научиме подобро од тоа, затоа што учењето тука би било да побараме вредност во тие тешки чувства и емоции што можеби во моментот ги искусуваме, нели. Кој е вредност, која е намерата што ги искусувам овие чувства внатрешно во себе, нели. И може да биде нешто како па важно ми е да ме почитува соговорникот, па важно ми е да ми остави простор да ме сослуша, или важно ми е сослушањето, почита. И следното е да биде, окей, како јас можам да ги донесам тие вредности на масата, така, наместо мене да ми влие соговорникот. И сега, тоа е едноставно, би кажала, учење или стратегија како ние да бидеме со поголема екологија со себе првенствено, а понатаму и со нашите соговорници. Колку во таа насока е важно да научиме комуникацијски вештини, колку тие ќе ни помогнат и да се разбереме, но и да слушаме, бидејќи и слушањето е дел од тој комуникацијски процес. Да, слушањето е клучна вештина, би рекла измамничка вештина, затоа што изгледа дека како да воопшто да нема вештина во слушањето. Повторно едноставно, само да бидеме присутни, да бидеме тука, нели, кога сме со некого, да ги отвориме сетилата и да одново гледаме и слушнеме на нов начин, да не тргаме од идејата од очекување, знам што ќе очекувам од оваа личност, нели, знам што можам да очекувам, знам како ќе биде. Ако знаеме како ќе биде, тоа значи дека делува тој автоматски пилот. Сме се закачили на емоциите што ги имаме, чувствата и мислите. Исклучително е важно да научиме ефективна комуникација, токму заради тоа што цел наш живот и квалитетот на животот зависи од тоа, па има ли нешто поважно од тоа. Вештите комуникатори се харизматични луѓе, вештите комуникатори знаат како да привлечат внимание, знаат како да влијат на пораката, знаат како да ги решаваат предизвиците, да превенираат воопшто да дојде до конфликти, се намалува драмата во нивниот живот, се намалуваат внатрешните битки, кога ќе се намали, тоа е огромно количество на енергија што луѓето го трошат за да гасат пожари надвор и внатре во нив. И кога ние знаеме како тоа да го направиме преку начинот да научиме вешто да комуницираме со себе секогаш е со себе пред да биде со другите, тогаш огромно количество енергија се ослободува да ние ја насочиме кон наши визии, наши цели, наши амбиции, што сакаме да креираме, како сакаме да биде, каде сакаме да се движи, како сакаме нашата кариера да изгледа, како сакаме тимот да биде, кои проекти сакаме да ги реализираме. И тоа е живот со вистински живот, вивиден живот, убав живот, живот во кој што се чувствувате конектирани внатрешно и со се околу вас. Визуелната комуникација е исклучително важна. Сликата може да замени 1000 зборови, особено кога станува збор за децата. Ова е и мотивот на фестивалот Литера, чија суштинска цел е да ја поттикне љубовта кон книгите и да го промовира значењето на илустрацијата. Фестивалот е меѓународен и веќе неколку години успешно ја продлабочува културната комуникација во општеството. Литера од самото основање се труди да направи една разлика и да воспостави систем за развој на визуелната комуникација уште од мали нозе. Фокусот на Литера или покрај развој на читателска нова публика е и развој на квалитетна визуелна комуникација. Визуелната комуникација, првиот допир малите деца ја имаат со сликовниците, со се она што се случува во својот дом, играчки и така натаму. Затоа е многу важно кога се работи за квалитетна визуелна комуникација, кога се работи за публика млада, мала, да се внимава со каква визуелна комуникација комуницираме, каква визуелна комуникација им нудиме на децата. Софија Семенпеева Трајановска, која е креаторка на Литера, смета дека визуелната писменост е исклучително важна во комуникацијските процеси каде треба да се преплетуваат слушањето и зборувањето. Мојот став е дека луѓето многу зборуваат, но малку кажуваат. Знаеме колку е важно да бидеме сослушани
и да се слушне, а сето тоа се помалку и помалку го има во нашето општество. Јас сум вечите оптимист и се надам дека ќе почнеме да сваќаме сите, тргнувајќи од себе, колку е важно да ги сослушаме луѓето околу нас. Во организација на настани од културата, важно е да се негува емпатичното слушање. Секое мислење е важно, не постои лошо мислење, не постои лош став. Некое мислење може да инспирира до некоја друга подобра идеја, подобра цел. Така да важно е во една организација, многу е важно да се слуша и да се негува комуникацијата. Без добра комуникација, ниту компанија, ниту систем, ниту организација не може да функционира. А без сослушување, тоа не е комуникација. Предизвик е да се искомуницира љубовта кон пишаниот збор на денешните генерации, кои се информираат на социјалните медиуми. Љубовта кон пишаниот збор, како ја комуницираме со генерацијата, TikTok генерација. Знаете што децата гледат од примерите дома. Тоа е во училиште, дома. Не може да им ги тргнеме телефоните, не може да им го забраниме TikTok, тоа е нивно време и е во ред да бидат во чекор со нивното време, но преку примери, преку разговори, нели преку комуникација, мора да се негува пишаниот збор. Работилници во школо, системи во училиштата поставени за користење на мобилните уреди и така натаму, да детето во еден момент само си прави баланс. Наспроти мислењето дека секој од нас знае како правилно да комуницира, вештината и уметноста на комуницирање се учат. Процесот на учење на правилна комуникација не е лесен и како и секоја друга вештина треба да се вежба. Успешниот процес на комуникација претпоставува добро развиени вештини на слушање, наблюдување, вербално и невербално изразување. Човечкиот јазик е најсовршеното средство за комуникација. Преку јазикот ние покажуваме, ние се осознаваме прво пред себе си, кои сме, врз основа на јазикот дома што го зборуваат нашите родители. Така дознаваме кој ни е мајчиниот јазик, така дознаваме на која нација припаѓаме, од која нација сме дел. Така ја осознаваме културата на нашиот народ, а потоа преку со помош на нашиот јазик почнуваме да ја осознаваме културата на другите. Потоа доаѓа се разбира и учењето на странските јазици, меѓутоа јазикот е многу битен во комуникацијата. Зошто? Затоа што со помош преку јазикот прво кажуваме кои сме, што сме, потоа учиме се преку јазикот, нашите чувства, нашите емоции, сето тоа го представуваме преку јазикот. И јазикот е всушност средство преку кое еден народ се представува пред светот. Јазикот јас само и го гледам како мост за комуникација меѓу луѓето. Ако едно дете научи да зборува, така не учиа дека до 3-та година треба да научи да зборува, затоа што секој го носи тоа од раѓање во себе, нели? Меѓутоа ако не се развие до 3-та, најмногу до 4-та година, потоа се е залудно, нели така? Но, значи, ако едно дете, еден човек научи до својата 3-та година да зборува, тоа е неговиот мост кон светот. Познавањето на јазикот е важно во процесот на комуникација. Доколку имаме високо познавање на еден јазик, ајде ќе зборуваме за мајчиниот јазик, во тој случај можеме всушност ситуационо да го користиме јазикот. Ние ќе знаеме во која ситуација како треба да се изразиме. Ако сме во кругот на семејството, можеме да зборуваме на дијалект. Ако сме со младо друштво, со млади колеги, можеме да го користиме нивниот жаргон, нивниот сленг и така да ја
пресечеме таа, да оттргнеме таа бариера генерацијска, да речеме. И на тој начин, потоа можеме да го користиме јазикот на една група научници, на една група интелектуалци и така натаму. На тој начин покажуваме дека сме дел од една група и потоа се разбира, тука е користењето на разговорниот јазик воопшто. Например, еве, како што постои еден градски говор, нели, во Велес, во Скопје, во Битола, во Штип и така натаму. И на крајот е литературниот јазик, стандардниот јазик. Ако добро го познаваме стандардот, ние всушност можеме да разбереме кој што напишал. Комуницирањето е посебен процес на динамична, социјална интеракција, која вклучува размена на идеи меѓу две или повеќе лица. При овој процес се изразуваат чувствата или однесувањето на луѓето. Практично секое однесување е комуникација, а секоја комуникација предизвикува однесување. Комуникацијата ни е основно средство за размена на информации и меѓусебно разбирање, но сепак таа не е толку едноставна, ако ја разгледуваме малку подлабински. Таа представува еден доста комплексен и динамичен процес во кој што не само разменуваме информации, туку споделуваме и емоции, интерпретираме пораки кои што другата страна ни ги испраќа до нас, исто така ги анализираме однесувањата и емоциите што другата страна ги испраќа, а воедно преку комуникацијата разменуваме ставови, мислења, информации, разменуваме исто така и идеи, предлози за подобрување, разрешуваме проблеми и конфликти. Според тоа, можеме да видиме дека комуникацијата не е воопшто едноставен процес и не е само едноставна размена на информации. Нашите комуникацијски вештини влијаат на начинот на кој ги решаваме препреките на кои наидуваме, на начинот на кој ги решаваме конфликтите, но и на нивото на доверба која се создава преку односот на комуницирање. Конструктивната комуникација помага да имаме добри меѓучовечки односи и избалансирана добросостојба. За да развиеме добра комуникација со другите, прво треба да научиме да комуницираме со себе. Па ако сакаме да добиеме било што, треба да знаеме како да го искомуницираме. Ако сакаме да успееме, треба да знаеме како да комуницираме. Ако за да знаеме што сакаме, прво треба да се договориме со себе, односно тоа да го искомуницираме, дефинираме како цел и стратегија и потоа да знаеме на кој начин да го искомуницираме, односно како да го покажеме вербално и невербално за да стигнеме до целта. Комуникацијата со себе е всушност наша водилка или нашиот натрешен глас за тоа како ние размислуваме, какви ставови имаме, какви емоции сакаме да пренесеме и всушност тоа го одразува и ја одразува и комуникацијата со другата страна што ја развиваме. Внатрешниот глас секогаш треба да се трудиме да ни биде позитивен, затоа што така ќе градиме и позитивната релација со другите. Доколку негативно размислуваме, имаме негативни ставови, тогаш ќе имаме и недоразбирање во комуникацијата која што ќе имаме со другата страна. Тука важно ни е да развиеме позитивна мисла. Позитивната мисла создава пред се од наша страна поголема емотивна стабилност, поголема самодоверба, што создава доверба и кај другата страна да ни верува во пораката што сакаме да ја пренесеме. Недостигот од комуникација може да резултира со конфузија, недоразбирање и развој на лоши комуникацијски образци. Препреките во комуникацијата може да бидат физички, психолошки или физиолошки. Препреките, односно пречките, се составен дел од секоја комуникација и може да настанат буквално во секој сегмент од комуникацијскиот процес, од испраќањето на пораката до примањето на пораката, па и повратната врска назад. Пречките може да бидат од најразлична природа, како што споменавте, може да бидат физички, физиолошки, психолошки, тука би ги споменала исто така и семантичките пречки и би ги споменала и пречките што настануваат во рамки на една организација. Физичките пречки се оние пречки кои што настануваат поради условите во кои што се одвива комуникацијата или околината каде што се одвива комуникацијата. Тука главно влијание има бучавата, електронскиот шум, амбиенталниот шум, исто така има влијание метежот, дистанцата помеѓу субјектите во комуникацијата и така натаму. Додека пак психолошките и физиолошките пречки главно се однесуваат на самите субјекти во комуникацијата. Физиолошките пречки
потекнуваат од физичката природа на човекот, односно тоа е некаков недостаток од нешто. Некој може да има намалено сетило за слух, намалено сетило за вид, проблеми со гестикулација на говорот на телото. Исто така кога имаме чувство на жед, чувство на замор, чувство кое што ни создава одредена пречка за лесно да комуницираме со другите, всушност не онеспособува да правиме комуникација. Кон тие пречки треба да имаме поголема адаптација и емпатија за да ја разбереме другата страна за недостатоците кои што ги има, а се од физиолошка природа. Исто така би ги споменала психолошките пречки, кои што се однесуваат пак на емотивната страна на субјектите кои што се вклучени во комуникацијата и тука главно спаѓа чувството на страв, несигурност, немање самодоверба, лутина, гнев, прекумерна среќа исто така може да представува пречка, интровертноста кај луѓето, анксиозноста. Сето тоа е исто така прак кој што бара поголема толеранција во комуникацијскиот процес. Семантичките пречки се поврзани со јазикот, разбирањето на зборовите кои што ги пренесуваме, непознавањето на одредени зборови, стручни поими, жаргони во комуникацијата, а додека во рамки на една организација може исто така да се забележат и пречки кои што потекнуваат од самата хиерархиска структура на компанијата, пречки кои што потекнуваат од сите разлики кои што се во склоп на компанијата, дали се тоа родови, дали се разлики во возраст, дали се тоа разлики кои што настануваат поради искуство, знаење, значи тие исто така може да представуваат пречка. Важно е да бидеме свесни за постоењето на пречките и да гледаме што повеќе да го минимизираме нивното влијание врз меѓусебната комуникација. Најчестите бариери се незнаење да се изразиме правилно, искрено, директно, разбирливо на оно што го сакаме. Тоа е најчестата, најголемата бариера и тоа е нешто на кое што мораме многу да работиме. Комуникацијата, да се подсетиме постојано дека значи двонасочност, односно испраќање на порака која што имаме за цел да биде правилно сватено, односно како што ние ја праќаме од оние кои што ја примаат. И најголемите бариери настапуваат тука, кога не ни усогласена вербалната со невербалната комуникација, кога не кажуваме правилно, кога не знаеме да се изразиме, кога не сме се договориле со себе што е она што го сакаме, па не знаеме како да го искомуницираме. Мислам дека на тоа треба најмногу да се работи. А како ги се направи тоа? Со голема самодоверба, со јасна стратегија што сакаме и јасна цел како тоа да го направиме. Во процесот на комуницирање многу е важна и улогата на слушање. Ние често се наоѓаме во ситуација да претпоставуваме што другата страна сака да каже, пред да ја слушнеме до крај што навистина сака да каже. Таквите претпоставки го нарушуваат комуникацијскиот процес и не донесуваат до погрешни заклучоци или погрешно толкување на пораката. Токму затоа активното слушање треба да го развиваме во насока прво на трпение, на дослушување на соговорникот, потоа да поставуваме прашања, да имаме развиено повратна информација и комуникација, односно фидбек, кој што ќе ни овозможи да видиме дали сме ја разбрала и дали стасала вистинската порака до вистинската личност и повратно дали сме ја добиле онака како што треба назад. Исто така треба да имаме развиено емпатија, да разбереме зошто другата страна токму така се чувствува или токму така кажала или скомуницирала со нас, за да може во целост да ја развиеме, да ја откриеме пораката што соговорникот ни ја испраќа. Активното слушање е клучен поим за воспоставување добра комуникација. Неа ја сочинуваат емпатија и парафразирање. Кога слушате со емпатија, не ги слушате само зборовите, туку и емоциите кои ги носат. Разбирате како соговорникот се чувствува и како ќе го доживее она што му е упатено преку зборови. Слушањето со емпатија е многу активно и сочинува важен сегмент од пренесувањето порака. Не само слушање, прво треба размислување со емпатија. За да стигнеме до слушање и до комуницирање со емпатија, прво треба да размислуваме емпатично. А се размислува емпатично ако секој си го поставиме прашањето што е она што мене ме повредува и дали нешто ако кажам или помислам или направам, а некој друг би ми го направил на мене, би ме повредил или не. И така се развива наједноставно и себично емпатијата. Втората работа е дека треба многу помалку да се занимаваме со другите луѓе, нивните ставови, многу повеќе со себе си. И третата работа е дека многу помалку треба да се занимаваме со размислување за што треба другите да прават, многу повеќе што ние сакаме да правиме и како да се посветиме на тоа што нас не е важно. При тоа почитувајќи ги сите други. Така ќе развиеме и комуникација,
и слушање преку емпатија и секој тип на дејство кое што ќе всадува и ќе има во себе емпатија, што е клучно ако сакаме нормално да комуницираме. Всушност, животот во Македонија многу често изгледа хаотично и многу од нас се незадоволни на дневна основа во сообраќај, во однос со колеги на работа, со партнери, партнерки, да не редам какви ситуации, токму заради немањето емпатија и водењето само преку она што се нарекува мојот интерес, или јас знам што на другиот му треба. Ако тоа го промениме, ќе биде многу полесно. Слушањето е функција која мозокот ја прави секогаш кога звуците кои ги примате имаат одредено значење. Но повторно, само затоа што вашиот мозок ги разбира тие зборови, не значи дека нашите умови ќе сватат што било кажано. Слушањето помага да се разбереме едни со други, а бидејќи секој од нас има своја реалност и своја перцепција, тие разлики често предизвикуваат недоразбирања и конфликти. Сите сме се соочиле со конфликтни ситуации, и дома, и на работа. Во тие моменти емоциите растат, тензијата се зголемува и доаѓаме во ситуација да користиме вербално насилство. Ја зголемуваме висината на гласот, користиме потценувачка интонација, како и погрдни и навредливи зборови. Ако тоа не запре навреме во одредени ситуации, можно е комуникацијата да премине и во физичко насилство. Вербалното насилство не треба да се потценува. Вештините за управување на конфликти во најголема мера се комуникацијски вештини, а овде може да се додадат и способностите за функционирање под притисок и високиот коефициент на емоционална интелигенција. Сите си мислиме дека комуницираме добро, но кога ќе се најдеме во конфликтна ситуација, нашите комуникацијски вештини се ставени на тест од највисоко можно ниво. Слободно може да се каже дека успешната комуникација во конфликтните ситуации е црешата на колачот, наречен комуникацијски вештини. Лицата кои успешно комуницираат во кризи и конфликтни ситуации се виртуози за комуникација. Конфликтите не треба да се избегнуваат, напротив, треба да се разрешуваат. Тоа е единствениот начин за ефикасна и хармонична комуникација. Комуникацијата е важна и во деловниот свет, но и дома во нашите семејни партнерски релации. Ова е најавата за следната приказна. До неа, довидување.